Здраво, дечи. Минатата епизода ви обеќав дека ќе си зборнам директно со вас на тема врсничко насилство и се што се случува деној. Пошто досега сите слушнавме за заканите во битолското школо, за тепањето на чупето во Штип. Иста таква случка неодамна имаше и кавадарци неготино негде. Во сите градови има. И досега се имат правено настани против насилство. Се одржувале некои говори или демек дебати, демек некој ќе му збора на учениците и тие собрани сите во сала после настава на која исто така не сакат додат камоли па плюс да му се додаде нешто. Демек некој ќе му зборни и тие тука пред сите ќе се отворат за сите да ги знаат дека имат проблеми. И очигледно сето то не вродва со плод, пошто нема благе везе со тоа што му треба на деца. Децата му треба некој со кој тие ќе можат да зборнат како да си зборат со пријател. И сега јас можда не сум тој човек, можда не сум правилната личност воопшто збора на темата. Сигурен сум дека има многу постручни луѓе што го имат ова учено за живот и што знаат како да постапват во вакви ситуации. Ама сето тоа е многу официјално, а ниедно дете во светот неки официјални муабети. Затоа јас денес ќе направам нешто што доса никој го нема направено. А тоа е ќе ја кажам вистината в сурат и ќе прашам ептен директни прашања. Па кој милва нека слуша, кој не, кој го праша. Само прво да пуштиме шпицата и да се вратиме на муабет. Ајде да те пуштам. Кај сте, дечки, што правите, арни мисте? Сам да си поправиме малце муабет, да ве прашам неколку прашања, ама онака искрено да размисли да ми одговори. Знам дека не можете да ми одговорите, сам си зборам в камера, ама барем размислете. Океј? Прво сам да ве прашам, добри сте? Не мислам искрено, дали сте добри, дали убаво се чувствувате? Пошто некако осеќам премногу гнев во овие новите генерации. Од кај иди тој гнев? На што се должи? Имате некаков проблем, физички, психички? Пошто ако е физички, одговорот е многу лес. Сите имаме проблем физички. Не постои човек на планетата Земја. Дури најсовршените луѓе што мислите дека се најсовршени, имат работи кои ги мразат кај себе си и кои му прават да се осеќат неубаво, да немат самодоверба. Ако глумат самодоверба, исто така, newsflash, 99,9% луѓето глумат самодоверба. И на многумина му успева тоа, кога ќе почнат да глумат, некако почнуваат така и да се осеќаат. И јас би сакал да можев да изгледам поинаку или да имам поинаков метаболизам, да не мора толку многу да пазам на исхрана и на се останато, ама ете, тоа е што е, тука сме кај што сме. Што напише другар пред некој ден. Знаете што е разликата меѓу лажните и вистинските диаманти? Лажните ги прават совршени, а вистинскиот диамант има мани. И во тоа е убајна. Пошто ако бевме сите совршени, ќе бевме како бели лисја во тетрадка, ме свеш, немаше да има разлика. Ако проблемот не е физички, ако е внатрешно, зато барем има луѓе со кои може да се разговара, работи што можат да се преземат. Значи денешно време барем има милион ствари што можат да се направат, не е ништо срамота поќе. Јас не знам оти луѓето живеат уште во 42 година и си се мачат и себе си, фамилите цели, оти било срамот, што ќе речел народот, кој сака што сака нека рече. Кој се работи за твоето добро, кој сака што сака нека рече. Мислиш ми е гајле мене што ќе речи некој за видеата што ги прави? Јас сум ов да си кажам јас што мислам. Другите што мислат нека си кажуваат кај са. Пате ми ова е еден вид терапија, бе брат. Ќе си избореш и ќе ти олесни душа. Исто и со музиката и со текстоите пишење, се е терапија. Само треба човек да си го најди нештото што сака да го прави, дали тоа ќе биде хоби или работа или шо и да си го прави. Или можда немате ни физички ни психички проблем. Можда проблемот е негде дома. Како се дома работите? Се е во ред. Пошто знам дека сите сакат да изгледа како да е се во ред секаде. За да не дај Боже леле што ќе речи народ. А тоа е уствари најголемиот притисок што го доживуваат луѓе, што ќе речи народ. А ни еден објект или субјект не може да издржи да живее цел век под притисок. Едноставно е невозможно. Кога тогаш негде ќе попушти притисок. Исто така, ако не ви е јасно досега, 99% луѓето врват низ нешто дом. Значи да не го повторувам на секој, рачуј дека шо и да ти се случва, шо и да мислиш дека само тебе ти се случва, му се случва на уште ен тон други луѓе. Чи никогаш не сте сам. Можда не сте во правилниот круг на луѓе во моментот, ама сами не сте сигурни. А чим имало еден тон луѓе што имале неверојатни проблеми дома, па излегле одлични личности на крај. Значи дека и за тоа имале, и тоа ќе помини, и тоа ќе биде подобро. Ако е ептен безизлезна ситуацијата, тогаш има места кај што може да се обрати и не е нити срамота, нити е лошо, напротив, точно тоа треба го направи. Оти луѓето обично не се свесни, ама 90% од работите што ги правиме цел век, начинот на кој размислуваме, начинот на кој функционираме, на што се нервираме, на што се радваме и ред други работи идат од дом. Дали несвесно, дали индиректно, дали директно, дали за инат обратно, небитно, битно од дома и. Јас знам дека често знам да речам, филмови гледат децата, ама сите овие насилства и тепачки и невоспитани понаштања
прашања не идат од филмовите, бе брат. Не може филм да те натера напреш нешто. Филмот може евентуално да ти да идеја ако веќе си таму ти умствен, ама зато таму умствено може да те донеси домашната атмосфера. Начинот на кој твоите се однесуваат дома, случките што се случваат дома. Историјата покажува дека најголем број од луѓето што правеле насилство се луѓе што немале стабилно семејство дома. Не е правило, ама процентуално се многу повеќе. Се има и многу луѓе на кои околината му влија и многу поќе од домашното воспитание. И тоа е фактор, не колку што е воспитањето домашно, ама дефинитивно не може да се одземе. Пошто едни од најголемите глупости во векот си имат направено ради друштвото, пошто како викат стари, ако остаеш едно скапано јаболко во кошницата, сите ги ти скапа. Така и со друштвата, доста е еден бистар ум да има и таквите умови обично си наоѓаат друштво од поводливи деца на кои дома многу внимание не му обрнува. Другарчиња што ќе може да ги команда или да ги натера да направат нешто. И за жал тоа е многу често и е многу лоша комбинација. И ај тој што е да речам главен насилник, очигледно има некаков проблем. Дали се то трауми од детството, дали се то некои внатрешни тежини што допрва ќе излегват на виделина, ајде во ред. Мене ми се појаки овие што се околу него. Друштвото да речам, пасијата, што го следат секој чекор, што пратат ситуацијата, што помагат во глупостите. Што се отстрана кога ме клеле што се случва. Што гледат дека нештото што се случва нечи, гледат дека не е убаво, ама не преземат ништо. Оти нели, друштвото е многу побитно, така? Вас сакам да ве прашам, вие дали ми сте добри? И ме интересира која е причината за вашето суучество во ваквите акции. Што добиват? Мислите дека некој браво ке ви рече? Емате доволно внимание дома добиено, па сега ви треба внимание од таква личност? Мислите дека то поголеми личности ве прави? Мислите дека постигнувате нешто во животот? Добро, еве да речиме дека сте задоволни од самите себе. Иако и јас и ти знаеме дека е то лага. Ама ај да речиме дека сте задоволни од ситуацијата кај што сте, вие сте помошниците, другарите на јаката личност. Добро, ќе помини некој време и на таа јаката личност ќе му се здосади да малтретира други луѓе. Или ќе направите нешто што нема му се бенди. Или не дај Боже, ќе бидете малце поуспешни во некое поле од таа нели личноста на која му се восхитува. И што мислите што ќе се случи? Мислите дека то така ќе помини? Дека егото на главниот нема да биде оштетен? Мислите дека нема вие да бидете следни на листата? Или можда стварно мислите дека на патот на кој сте тргнати со главниот напред дека ве чека некој успех во живот? Стварно ме интересира, сакам некој да ми одговори на овие прашања. Ме интересира што си мислат во главата тие луѓе. Пошто реалноста вели дека тие што се малтретирани ако го пребродат нешто, тоа ќе го пребродат. Стануваат многу појаки личности и успеваат многу поќе во живот. Ама добро еве, ајде да не шпекулирам. На крајот на денот сепак живееме во држава кај што секој може да стане директор. А Бога ми ако се испика по партија и многу поќе може да стане. И сакам да кажам уште многу работа, ама би сакал лице в лице да и кажам со некој. Пошто вака јас сам со камерата не дека не можам да зборам. Тоа одамна го имаме утврдено. Ама не знам дали ќе го има тој ефект што треба го. Како и да е, сакам сите малолетни деца сватат дека не сте сами. Јас знам дека вие мислите дека никој не ве разбира. И ние ковевме како вас мислевме дека никој не разбира. И нашите родители го мислеа исто. Тоа е едноставно патот на еволуцијата. Значи моментално сте во тие години кај што цел свет ви е даен на дланка и веќе знаете се. Само што се уште сите ве третират како сте дечи. Што технички сте, арно пубертетот вас друго ви каже. Тука е конфликтот. И затоа многу од вас мислат дека се сами. Затоа мислат дека нема кај да се обратат. Голем дел и со причина мислат така, пошто очигледно дома не се обрнува многу внимание. Или се обрнува внимание на начин на кој родителите сакат да обрнат, а не на начин на кој на децата му треба. Тоа е исто така голема тема за муаве. Пошто сите родители сакат нивните деца да ги сватат на начин на кој тие се сваќат себе си, а тоа е невозможно. Пошто колку и да е твое детето, то си има собствен карактер, собствен начин на перцепција. Што делумно е изграден од твојот, ама изграден и од твојот партнер и од сите учители по патот што ги имало и од сите пријатели, и ти то не можеш да го контролираш, а можеш да пробаш да го сватиш и да пробаш да најдеш начин да стигнеш до него. Муабето ми беше без разлика што мислите, без разлика што мислите дека не ве слуша никој или дека не ве разбира никој. Буквално се може да се реши ако само почнеме да разговараме си. Значи мора да се разговара. Немам да разберам како во 21 век, во 2026 година има деца и има родители што се срамат да зборат за одредени теми дома. Абе нема срам, нема страв. Не смеј детето се плаши дома да збора за одредена тема, море треба се да е тема на муаве. Треба сите карти да се отворени. Како иначе ќе ги знаеш карти? Како ќе бидите на иста страница ако не знаете која книга ја читате? Значи мора да се разговара, бе, и дома и на учили, сегде мора да се разговара. И ако немате со кој да разговарате, има луѓе, че постојат луѓе кај што можеш да разговараш. Ако за нешто ме послушате во
во веко, послушајте ме за најдете човек со кој можете да разговарате. Небитно на која тема, на сите теми. Дали тој ќе биде пријател, роднина, шо дај, ама ве молам погрижете се да е личност како што треба. Оти сите луѓе и не се за разговор. И имам уште многу работи да кажам, ама да не направиме 200 километри емисијата, пошто никој ќе не ги да гледа. Така што ќе завршиме ние тука денес епизодата. Па здравје, ако има потреба, пак ќе направиме епизода, не е проблем. Уште 200 ќе направиме ако треба. Ако има нешто што не ве прашав, слободно кажете, ќе ве прашам. Не е проблем. Само е битно вие да се искажи, да ги искористите зборови, кои што на пример ги користам јас. И толку од мене за денес. Се надевам дека не бев премногу груб. Ако бев, кој ве праша? Така, Мишо лесно е, ќе си позбораш, ќе ти се насмеј сурат. Вие останете на нашата програма, а ние се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.